сме? Здраво, здраво. Здраво, дечиња. Здраво. Јас сум наставничката Сонја и денеска ќе учиме нешто многу интересно по часот општество. Меѓутоа, за да не биде весело и интересно, дали може да пуштиме една песничка? Може, да. Ајде малце да се расположиме. Ќе ни пуштате една песничка? А ние да ја пуштиме? Ние сами да ја пуштиме песничката. Ајде. Ајде. Додека ја бараме песничката, да ви раскажам да ја дека најдеме, таа каде да ја песничка најдеме само? е превземена од Златно Славеќе. Ова? Да. Еве се. Сакам. Знаеш што е мене? Песна можам да приметам дека не е како останатите детски песнички, некако има чудна мелодија, чудни инструменти, дечињата играат на чуден начин, не е како што играме ние, туку ме потсеќа на рум-дум-дум-дум што играме со дедо Менде, Зурли трештат. Така, таа е А дали сте забележали некои возрастни луѓе што се облечени во некоја специфична облека? Да. Да. А како се викаат тие луѓе? Тие се викаат играорци. Играорци. Играорци, така е. Значи, ние забележавме во песничката и пејачот во песничката беше облечен со некои елементи на Некоја народна носија. носија. Така, токму затоа денеска ќе учиме за народни носи во нашата татковина. Еве, овдека имаме еден пример за народна носија. Овдека имаме едно момче, едно девојче, односно еден господин и една господја облечени во специфична облека која е народна носија. Ова е македонска народна носија. Ова исто така забележувате дека малце е поразлично од другата, бидејќи се наоѓаат од различен крај од нашата татковина. Потоа повторно носија. Овие се сите македонски народни носи, додека пак ова е албанска народна носија, која носат албанците во нашата татковина. Ова ни е турска народна носија и ова ни е ромска народна носија. Може да се вратиме малце назад? Така. Вака. Значи, забележувате дека во нашата татковина носиите се слични, меѓутоа сепак и малце различни. Сега ќе ви ја пуштиме да се навратиме на македонската народна носија, на почетокот на презентацијата и да ја разгледаме од кои елементи е составена народната носија. Прво да видиме која боја ни преовладува во македонската народна носија. Црвената боја. И белата. Црвената и белата боја.
Што носат овие луѓе овдека? Каква е носат на носете? Носат патики како што носиме носат ние? опинци. Носат опинци. А чорапите? Чорапите се волнени. Волнени се чорапите. А овој дел што е? Тоа дел е направен од срма, како се викаше тој материјалот, како сукна. Од чоја, Дебел чоја. Значи тоа овој дел е сукња. Исто така имаат горниот дел елек има, елек и кошула. Што е извезана со некакви мотиви. Така. А дали знаете дека овие народни носии се многу тешки? Знаем. Да. Знаете ли колку е тешка една носија? Па може мислам дека некаде достигнуваат и до 20 до 30 килограми. Да не претеруваме, Да, околу да. 15-тина, а за да им доближиме на дечињата, тоа е тешко колку вашето братче што е 4-5 години, например. Толку е тешка таа носија. Затоа нашите предци многу им било тешко кога ги носеле носиите. Меѓутоа, има една многу добра работа кога се носиите во прашање, што тие се изработени од природни материјали. Значи, како што рече Лина, претходно спомна, меѓутоа да се надополниме, изработени се од волна. А дали знаете зашто се изработени од волна? Не. Не, бидејќи на село огледувале овци и тоа произведувале правеле волна и потоа ги ткаеле носиите. Логично. Логично. И другите носии се изработени исто така и од други природни материјали, лен, памук и така натака. Ајде да продолжиме понатака. Значи ги објаснивме деловите на носиите, а сега ќе ви покажам еден мој албум. Овдека се дечињата од моето поранешно училиште каде што работев, браќа Рамис и Хамид. Исто така имаме гости, ова е на наша приредба, славиме патронен празник, а исто така имаме гости од соседното училиште наше во општината 26 јули. И сите тие се облечени во најразлични носии што ги има на тлото на нашата татковина. Значи тука имаме и албански, и ромски, и македонски. Колку убаво. Да, заедно го славевме нашиот празник, затоа да ги поздравиме моите поранешни ученици и секако да не ги заборавиме и моите сегашни ученици од основното училиште Свети Кирил и Методи и сите ученици што не гледаат пред малите екрани. И да продолжиме понатака да го разгледаме албумот. И потоа да се фатиме за работа. Сакате и вие заедно да изработиме еден албум Да, од сакаме, носиите? сакаме. Да. Така. Ајде да се потрудиме да направиме еден албум. Овде јас ви подготвив. Дорете од оваа страна на станички, за добро. да може да не гледа камерата, потоа ќе Ви подготвив многу народни носии од тлото на нашата татковина. Вие ќе изработите еден албум, ќе ги исицкаме народните носии и деловите од народните носии, а потоа ќе ги залепиме на овој постер што ви го прикачив претходно на табличката. Важи. Ви донесов и боички да ги добоиме малце. добро. Ви донесов и ножици да изгледаат малце како стари фотографии, бидејќи народните носии се носеле порано. Убаво би било да се носат и сега понекогаш на некој празник, на некоја веселба. Носија се носи на галичката свадба. Одлично! На галичката свадба, која е наша традиционална свадба, се сите гости на свадбата заедно со младоженецот се облечени во народна носија. Таа секоја година на Петровден ја се случува во Галичник. Колку се ова и вашите ножици? Крцка ви се, еве повели. Сакам таква. И Така сега што што ќе ги правиме сечете? сите да ги пресечеме вака Да ги посебно сечеме како и да ги кошулче, залепиме на ношулче? нашиот постер. Одлично. Еве, сечеме, лепеме. Опа. Можеме да
Сакате да ви помогнам да залепам? А кажете Да, ми, може. наставничке, Еве. како ние да ги разликуваме сите носии кои што ги има премногу и сите се многу убави, ама еве мене да ми кажете сега ова носија од кој крај, јас не можам да погодам. Имаат секој крај си има некој посебен елемент кој што може да го разликуваат луѓето или за тоа ни се потребни на нас етнолози? Па видете, бидејќи станува збор за првачиња, ние сега ќе се задржиме на тоа дека народните носи се слични едни со други и се, меѓутоа, секој крај има специфична народна носија. Меѓутоа, и самите ќе забележите дека, иако се од различни краеви, тие имаат сите исти елементи. Например, Да. цело време преовладува која боја? Црвената и Црвената и белата. белата. Црвената и белата. Што символизира црвената боја? Црвената боја символизира бојата на крвта, Бојата на крвта, а нешто друго? на љубовта. На љубовта, бојата на љубовта. Затоа, деца, би сакала да се сакате меѓу себе и да не ги цените луѓето според народната носија што ја носат. Сакајте се себе си, а Лина и Марија ќе ја доработат презентацијата и ќе ни ја покажат некој следен час, а за домашна работа ќе ве замолам да изработите и вие еден ваков постер. Се гледаме повторно. Одлично.